Индустриското производство расте, државниот и јавен долг се намалуваат, а тенденцијата ветува уште подобри резултати, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тоа се уште неколку лоши вести за опозицијата и оние кои што се молат и сакаат да не успее оваа држава. Прво имаме намалување и на државниот и на јавниот долг во вториот квартал. И сега сме на би рекол посебно за државниот долг на ниво кое што би рекол е најниско од после короната. Имаме намалување за нешто повеќе од 40 на милиони евра кај државниот и нешто повеќе од 20 на милиони евра кај јавниот долг во вториот квартал од годината и имаме зголемување на индустриското производство во јуни месец од 6,5% или ако се земе вториот квартал е 4%. Мицкоски со заклучок. Индикаторите на 2 години напорна работа полека но сигурно стануваат видливи, успесите доаѓаат и добрите времења се пред нас. Вчера статистика објави раст на индустријското производство од 6,5% во периодот јуни 2025 до јуни 2026 година. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија обвини дека граѓаните се оставени да се справуваат со последиците од проблемот со квалитетот на водата во Гостивар, додека институциите според партијата молчат или доцнат со реакција. Премиерот Христијан Мицкоски возврати дека проблемот не е нов и дека со години бил игнориран. Никој ништо не презел и оставиле луѓето да ја консумираат водата и да имаат последици. Ова е системски колапс. Ова е резултат на неспособност, небрежност и целосно игнорирање на основните потреби на граѓаните од страна на тендер патриотите. Додека Мицкоски отвора базени, оди на екскурзии, а Клековски држи пресконференции, илјадници луѓе се разболуваат, а цела држава се претвора во зона на ризик. Бараме итна и целосна одговорност, политичка и кривична, јавно објавување на сите анализи и причини за загадувањето, итна интервенција и обезбедување чиста вода за сите засегнати населби, прекин со пропагандата и конечно ставање на здравјето на граѓаните на прво место. Јас тоа го слушнав од човекот на кој што живи му гореа луѓе во модуларната болница во Тетово, ако се сеќавате, а исто така во собрание покажавме документи во минатото, кога ниту Министерството за здравство во владата на СДСМ и ДУИ, ниту Агенцијата за храна и ветеринарство, ниту било која институција постапувала по информациите кои што се добиени како резултат на мерењата, каде што во стотици илјадници случаи, во речиси сите мерни места во неколку општини е констатирано дека параметрите и микробиолошки, но и според квалитетот на водата, не соодветствуваат на законски дозволените норми. И никој ништо не превземал, туку оставиле буквално луѓето да го конзумираат тоа и да имаат последици во процесот на конзумирање. Владата прогласи кризна состојба на целата територија на Македонија поради зголемената опасност од пожари на отворен простор и шумски пожари. Одлуката ќе важи 30 дена, почнувајќи од 1 август 2026 година. Ќе бидат мобилизирани сите расположливи институционални капацитети, а главниот штаб при Центарот за управување со кризи ќе биде во постојано заседавање. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов со алармантна порака до граѓаните. Стојбата е алармантна. Половина Европа гори. Затоа ве молам, не фрлете отпушок од цигара на отворен простор, особено не од возило во движење. Не палете скара или оган на отворен простор или во шума. Исчистете ја тревата и грамушките од дворовите на вашите викендици и куќи. Направете противпожарен земјен појас широк неколку метри. Заштитете се, земјата не гори. Пријавете доколку забележите лабави електрични жици помеѓу две бандери, во Евана или на 112. Земјоделци, ве молам, не палете ги вашите стрништа. Внимавајте да не предизвикате пожар. Мајстури, внимавајте при работа со вашите брусалици, швајц апарати и друг алат кој искри. Може да предизвикате пожар. Земјоделци, вие кои користите плински уреди кои што испуштаат звук налик на истрел за плашење на птиците, вашите уреди може да предизвикат пожар. Почитувани граѓани, во најблиската полициска станица или на 112 пријавете го секое сомнително однесување. Лица кои во шишиња, туби или други садови носат течност која изгледа или мириса како бензин. Лица кои носат факели, огномети или големи петарди,
Лица кои во планина или на отворен простор каде што нема возила носат автомобилски гуми. Пријавете ги веднаш во полиција, во пожарна или на бројот 112. Сите кои ќе предизвикаат пожар треба да завршат во затвор. Летните патувања носат поголем ризик од здравствени проблеми предизвикани од високите температури, инфекции што ги пренесуваат инсектите и небезбедните активности на вода. Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните навреме да се информираат за здравствените ризици во земјата каде што патуваат, да ја проверат потребата од вакцинација и да подготват соодветна здравствена заштита. Посебно внимание се препорачува за заштита од комарци. Треба да се користат репеленти, да се носи лесна облека, што ја покрива кожата и кога е можно да се предстојува во климатизирани или заштитени простории. При користење крем за сончење и репелент, прво нанесете го кремот, а потоа репелентот. По капење или интензивно потење, заштитата треба повторно да се нанесе според упатството. Од Институтот за јавно здравје потсетуваат дека и при капање треба да се користат само уредени и контролирани капалишта, да се избегнуваат загадени води, децата постојано да бидат под надзор и при пловање задолжително да се користи спасувачки елек. Во услови на високи температури се препорачува избегнување директно сонце и активности на отворено од 11 до 17 часот, престој во разладени простории и редовно внесување вода. Не чекајте да почувствувате жед. Пијте доволно вода во текот на денот и избегнувајте алкохол, пијалаци со многу кофеин и тешка храна. Доколку за време на патувањето или во рок од 3 недели по враќањето се појават покачена температура или други симптоми, граѓаните треба навреме да побараат лекарска помош и да информираат каде и кога патувале. Албанија ќе го обезбедува воздушниот простор за време на престојниот самит на НАТО во Тирана со дронови од сопствено производство и нов систем за воздушна одбрана. Премиерот Еди Рама најави дека станува збор за напредна технологија развиена во земјата, а дополнително армијата доби и 40 нови тактички возила произведени од албански компании. Подготовките се интензивираат поради најавеното присуство на високи странски представници, меѓу кои и американскиот претседател Доналд Трамп. Два американски авиони за полнење гориво во воздух пристигнаа во бугарската воена база Безмер, како дел од логистичката поддршка за американските операции поврзани со Блискиот Исток. Одлуката предизвика реакции во регионот. Иран протестираше поради користењето на бугарската база, додека жителите на Безмер и околните населени места изразија загриженост и страф од можни последици. Бугарските власти уверуваат дека станува збор исклучиво за логистичка мисија и дека присуството на американските летела не значи директно вклучување на Бугарија во военни активности. Распоредувањето е планирано до 1 октомври 2026 година. Ниското ниво на Дунав предизвикува се поголема загриженост низ регионот. Српскиот претседател Александар Вучик предупреди дека ако водостојот падне за уште 30 сантиметри, земјата може да се соочи со сериозни проблеми, особено во снабдувањето со горива и транспортот. Во Унгарија постои ризик од привремено запирање на нуклеарната централа ПАКС, која за ладење на реакторите ја користи водата од Дунав и обезбедува значаен дел од електричната енергија во земјата. Ниските нивоа на реката ја отежнуваат пловидбата во Бугарија, каде на повеќе места се воведени ограничувања за бродскиот сообраќај. Експертите предупредуваат дека продолжениот сушен период и високите температури дополнително ја влошуваат состојбата. Големиот верски и историски празник Илинден масовно се одбележува и слави во источниот регион. Едно од централните места е Злетово, каде ќе се реализира богата културно-забавна програма. На нова локација ќе биде одбележувањето на плоштадот во Злетово, каде што имаме поставено нова спомен плоча и со тоа сакаме достоинствено да оддадеме почит на сите оние кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Понатаму продолжуваме во 18 часот со финалето на турнирот, кој што оваа година е многу убаво организиран, многу екипи, квалитетни надпреварувачи. Турнирот е традиционален, се вика Васил Миленов, во спомен на еден од најпознатите фудбалери во нашата општина. Злетово нуди програма која што сигурно ќе привлече гости и посетители од Пробиштип и општината, но и многу повеќе. Прва звезда е Стојне Николова, понатаму Браво Бенд и на крајот за најмладите од нашата општина ќе биде DJ Дарио. Освен во Злетово, празникот на верата и историјата и македонската државност, 2 август ден Илинден, како месен заштитник ќе го слават многу други општини и населени места.
Со најбогата културна и музичка програма досега, Општина Делчево го организира Делчевско културно лето 2026, манифестација која започна вчера и ќе трае до 9 август. Настаните привлекува голем број жители, гости и селеници, а летната атмосфера во градот ја збогатуваат концерти, културни содржини и програми наменети за сите генерации. Покрај големиот број на селенички вечери кои што ќе се случат на територија на Општина Делчево во повеќе делчевски села, вклучувајќи и почнувајќи од денеска во село Габрово, каде што ќе имаме настап на еминентни музички звезди од македонската фолк сцена. Потоа ќе имаме на селенички вечери во село Вирче, во село Град, во село Трботивиште на познатата Желкаларијада, него секако и овој настан кој што ќе биде светско првенство во косење рачуна на трева. Музичката програма е еден од главните адути на годинешното издание. Кои се изненадувањата за посетителите и како беше креирана најбогатата музичка понуда досега? На 6 август имаме одличен настап на музичката група Супер Хикс и на музичкиот фолклорен писел македонски Владко Миладиновски. Потоа на 8 ќе имаме гловачки фолклорни средби, имаме многу промоции на книги, посета од странски делегации и секако културни галерии и завршувањето на овие настани на 9 август со настапот на Амадеус Бенд и Иван и Ангел. Православните верници утре на 2 август го празнуваат светиот пророк Илија, еден од најголемите старозаветни пророци, познат по својата силна вера и борба за Божјата вистина, вознесен на небото со огнена кочија. Светиот пророк Илија, кога пред да почине, тоест тој и фактички не починува, но бива вознесен на огнена кочија со огнени коњи. Пред тоа му е дал својата наметка на Елисеј и му го дал благослово тој да го продолжи неговото дело. Светиот пророк Илија и Мојсеј пророкот се двајцата кои се појавиле на преображението Господово на Тавор и разговарале со него. Тие двајцата ќе дојдат и за време на доаѓањето на Антихристот, ќе дојдат да сведочат за Бога и за вистината и да го изобличат Антихристот, а овие двајца пророци се единствени кои нивните тела ниту се пронајдени, ниту се видени дека се упокоени, но се вознесени на небесата. Како се вознесени, така и ќе дојдат да сведочат за Христа. Електричен столб исклучително ризично е навален и во секој момент може да предизвика големи проблеми. Жителите од Кочани реагираат до телевизија Стар, барајќи одевана итна реакција додека не е доцна. За многу деца најтешкиот дел од операцијата не е самата интервенција, туку стравот пред неа. Бразилскиот лекар Леонардо Гимареш пронајде емотивен начин да им помогне на своите мали пациенти, дозволувајќи им пред операцијата да облечат костими на суперхерои и во операционата сала да влезат како вистински храбри борци. Спајдермен, Бетмен, Вондервумен и други омилени ликови, децата минуваат низ болничките ходници со насмевка, а стресот и стравот се заменуваат со возбуда и самодоверба. Идејата на докторот, кој верува дека емоционалната поддршка е исто толку важна колку и медицинскиот третман, привлече светско внимание. Минатата година тој е доби наградата The Embrace Awards во категоријата Инспиративни приказни за својот придонес во здравството и помагањето на децата. Is the only light we'll see. No, I won't. И утре не очекува сончево и многу топло време со температури до 34 степен. Ветрот со брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 24%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 34 степени, Пробиштип 33, Чешиново Облешево 34, Кочани 33 степени.
Виница 33, Македонска Каменица 32, Делчево и Пехчево со по 31 степен и во Берово максимални 29 степени. Според православниот календар, утре е ден на светиот пророк Илија Илинден. Католиците си спомнуваат за Еузебије Пети.